Гледате дека мојата сценографија е всушност со еден куп десетокатници, стокатници, 50-катници. Јас туку што излегов од втори спрат и дојдов овде да ви ја најавам денешната емисија. Ајде официјално добро вечер и добре дојдовте во најновото издание на Фидбек со Елена. Верувам, односно знам дека ќе имаме повторно одлична дружба, ќе имаме 50 минути кои што верувам дека ќе го задржат вашето внимание, кои што верувам дека ќе ја задржите оваа фреквенција, а тоа е фреквенцијата на Телма телевизија. Знаете дека нема подобра фреквенција, односно нема подобра телевизија со токму ваков тип на содржина. Ќе имаме одлични гости, ќе имаме одлична забава, ќе имаме супер муабет, во тоа немојте да се сомнивате. DJ Брик повторно ми е оправдано отсутен, меѓутоа ни остави негов микс, така да ќе го пуштиме додека разговараме со гостите, а овде нема да должам многу, само ќе ви кажам наместете се на вашата омилена позиција и стартуваме. Прво си ги прифаќам гостите овде кога ќе дојдат, потоа си ги гледам на фотографии и време е да ви ги најавам и на вас, бидејќи нели така треба да започне и емисијата. Мојот прв вечерашен гостин претпоставувам дека добро го познавате, доколку не го познавате, мое да ви го најавам. Станува збор за еден од водичките специјалисти за пластична, естетска и реконструктивна хирургија во Македонија. Човек би рекла со долгогодишно искуство во сето тоа што го работи. Инаку апсолутно успешен во тоа што го прави, успешен во еден куп конгреси, семинари, учења, предавања надвор од државава, меѓутоа сето тоа е донесено токму овде и едноставно добиваме производи какви што ги добиваме, меѓутоа нема да зборувам јас за неговата работа, за неговите предизвици, за модата и трендовите во естетската хирургија, туку ќе зборува доктор Роберт Стојевски. Нема да должам многу, дами и господа, Роберт. Ајде вака, hello. Добре ми дојде. Тама работа, мене ми е никогаш дури кратко времето за да кажам што се имам да кажам за вас. Затоа што секогаш обично се викам гости кои што се вредни, кои што имаат што да кажат многу за себе и кои што оставиле нешто за себе за да можеш да го кажеш тоа со повеќе епитети. Ајде, добре дојде уште еднаш. За почеток одиме со оној краток разговор на или прашање, да ве запознаеме од малку поразличен аспект. Може? Може. Ајде да видиме природен изглед или видлива трансформација? Природен. Добро. Филери или ботокс? Скрос различно едно со друго, ако мора да бирам, филери. Добро. Рано станување, значи дали стануваш рано или си ноќна птица? Рано. Претпоставувам заради сите обврски кои што ги имаш во текот на денот, операции, зафати. Гледам прво со спорт да го почнам денот, па после познат си по тоа, знам дека често одиш и на водно, доколку не си надвор од Скопје некаде по планиниве, обично се качуваш на водно и потоа почнуваш со работа. Браво. Да. Тоа ми е као некој ритуал. Така го почнувам денот, горе ми е кафето на средно водно. Затоа ли си вака фит? Што фит гости денеска имам, не сте свесни. Многу подобре следната гостинка од мене, али... Така е. Трендови во козметиката или си пак индивидуален пристап? Индивидуален пристап. Добро, што би значило тоа во превод? Не можеш трендовите да ги пратиш кај секој пациент да ги применуваш. Така. Затоа што веќе со она што сме упознаени со тек на време, имаме искуство од истото, можеме да го примениме. А трендовите треба пак некоја експериментална фаза да поминат. Да поминат, се сложува. Кафе или чај? Кафе. Добра. Нови места за патување или стари, а добро проверени? Стари добро проверени. Зашто? Па, кратко ми е времето што го поминувам на одмор. Све некако во тие 7-8 дена до 10 дена и не сакам да се разочарам, така да на веќе проверено, а го оставам тој дел експлоринг што секако е убаво да го осознаеш светот, малку за живи здрави за подоцнежни години, кога ќе имам време да можам и 10 дена да бидам негде или повеќе од 10 дена. Сега све некако што е сигурно 7-8 дена кратки одмори, а чести. Добро. Спортска облека или елегантен стил?
Комбинација од двете. Комбинација, да. Познавајќи те би рекла Да, комбинација од двете. Да речеме, која е најлесната естетска корекција според тебе, а која е најтешката? Хирушка или не хирушка? Ако идеме хирушка, фейслифт најтешка. Најлесна во моја пракса, па може да кажам блефаропластика. Тоа се капаците. Добро. Пливање или скијање? Скијање, да, ама и доста плива. Рече дека и ќе одиш сега со киркичката на скијање, така да супер. За почеток толку се гледаме на позиција. Се гледаме. Ги видовте фотографиите и знам дека очекувате да ни се појави овде една вистинска убавица и на вистина ќе се појави една вистинска убавица. Мислам дека кога влезе во телевизија сите бевме и со право би рекла. Наша позната манекенка, ТВ презентерка, убавица која што ги наследила гените од нејзиниот родителски пар, односно од Мики и Светлана Црнокрак. Станува збор за нивната ќерка Моника Црнокрак, која што си гради и своја кариера во светот на модата, во светот на убавината и да ви кажам право е баги успешна во сето тоа, со оглед на тоа дека каде и да оди се враќа со некаква награда. Морам да ги споменам Мис Фотогеничност на Мис Европа и она последното на кое што сме посебно горди, Мис Пета придружничка на Мис Европа за 2026 година. За сите нејзини предизвици, за сите нејзини убави работи во однос на тоа што го прави, ќе се изборуваме со Моника Црнокрак. Мони, повели. Секако. Благодарам за оваа прекрасна најава. Да, повели. Ако доволно и вака да си не представувала, тоа е се што ни треба. Да види светот дека Македонија, дека Македонија има навистина со што да се пофали. Прекрасна убавица, повторно ќе кажам, и браво и за мама и тата што те створила. Поздрав и до Мики кој што е овде во позадина. Дали секогаш е вака со тебе како грижлив татко? Па секогаш, да. Ќерките се обично со татковците врзани? Секогаш верува дека, па знаеш, ај ако не стигнам, можеш и сама. И секогаш на крају последна доаѓа, на крај може и татко ми ќе дојде со мене и еве поздрав до тато. Веројатно и на Роберт малата кога ќе порасне ќе биде со тато секаде. Мони, почнуваме со оние кратки прашања. Писта или телевизиско студио? Писта. Добро. Гламур или удобност? Секогаш бирам удобност, колку и да е нешто што ми се допаѓа, гледам да е удобно. Дури да е гламурозно, сепак да некако се чувствуваш удобно во тоа. Затоа што другачие ги на друг начин го изнесувам тоа што сакам да го колку и да е гламурозно, ако не ми е удобно, не знам да го изнесам на начинот кој што сакам да го покажам. Така е, самодоверба, да. Така е, се служувам. Мислам, како жена комплетно и те поддржувам во тоа. Да е убаво, меѓутоа морам да се чувствувам така некако. Баш удобно во сето тоа. Високи подпетници или патики? Па зависи за која пригода. Зависи за патики сум, мислам дека ќе се сложат и мојва дома дека ако донесам уште еден пар патики дека и тие што купуваат само патики, нема место на рафта. Патики и дуксери ми се омилени работи, парчиња од гардероба, инаку секогаш сум за патики, а секогаш сум за штикли, меѓутоа строго високи. Ниска штикла не никогаш. Се служувам. Ако е веќе штикла, висока си можеш да носиш и ниски штикли, никако. Висока сум, уште повисока ќе бидам. Така е. Да. И така треба да биде и да си го носиш тоа како што треба. Секогаш. Инстаграм или реален живот без телефон? Па живееме во време каде што све е Инстаграм, меѓутоа секогаш гледам да си го уживам реалниот живот и да направиш некоја слика, некоја видео, да го прикажеш тоа на Инстаграм, меѓутоа
не да прикажеш некоја лажна слика за твојот живот. Така е. За жал многумина го прават тоа, Да. односно се представува некаков лажен живот пред камерите, а зад камерите сосема поинаква За прекрасна. жал. Мис Europe или Мис World? Па со оглед на тоа што на едново сум била, на другого не сум го искусила се уште, би сакала да го искусам. Мис Европ некако ми е во срцето, меѓутоа Мис World е на некое повисоко ниво, каде што и организацијски е секако, верувам, многу посложено и потешко. И целиот тој предизвик е потежок, така да сега за сега Мис Европ, се надевам видим Добро, Мис ќе биде и World. понатаму. Снимање или фотографирање? Тука сум секогаш на некоја меѓу-меѓу. Добро. Фотографирање многу сакам. За снимање сум секогаш во некој различно темпо, зависи од расположението кое што сум во моментот, затоа што бара повеќе глума. Така е. Ќе одбрам сепак сликање. Сепак сликање. Добро. Жизел Бунтхен или Кейт? Кейт. Добро. Стрит вајб или хот кутур? Стрит вајб. Скрос, и јас. Сепак кога сум веќе со... Да. Па ти ке што ги полежерните спомна, редуксери, готово, патики, јасно да. ми више се. Омилено помината саботна вечер? Пред се добро друштво, добар борд гейм и добра храна. Браво. Потоа ќе те прашам за круната, која што мора да признам дека изгледа фантастично. Ти целосно изгледаш фантастично, Благодарам. така да ќе се видиме на позиција. Фала ти. Фала. И еве сме сега на оваа страна од студиото, односно си седнавме на троседите, двоседите, тросели се, јас на мојата добро позната фотилја. И повторно ќе кажам дека ми е исклучително драго што имам навистина вакви прекрасни гости во студиото. Доктор Роберт Стоевски и Моника Црнокрак, луѓе кои што навистина имаат што да кажат за нивната работа и за тоа кои се и што се. Уште еднаш официјално добро вечер и добро ми дојдовте во Фидбек. Добро најдовме. За почеток поканата пред се, значи секогаш. вакво гостопримство и Роберт сигурно ќе се сложи уште од почеток. Убава енергија за зборење, еве да кажеме. Така е. Така е, да си направиме онака убава атмосфера за да можеме да ситираме со супер муабет. Ајде за почеток секогаш ми се поставува на прашање кое што колку и да е некогаш и досадно и се повторува, меѓутоа сакам да знам вашата приказна, а претпоставувам и гледачите, како всушност започнавте да се занимавате со тоа што сте денес. Роберт, ти со доктор лукот и Мони конкретно кај тебе со моделството. Иако и двајцата имате жичка од родителите, нели што ја влечете, дали од тука почна се или се ипак беше ваш личен избор? Ајде прво дама. Се едно е, да. Се едно, да, фала. Па, ќе излажам ако кажам дека не потекнало од родителството. Пред се, нели, уште од... Јас, како што ги имам првите сеќавања, на сите настани сум била со нив во први редови, што и да било, колку и да сум била мала, колку и да ми се спиело, колку и значи сегде сум била присутна со нив и сум уживала во тие моменти. На почеток, нели, по оние работи кои што, например, не се сеќавам толку, слики што сум гледала, сегде сум била качена на сцена, на бина, нешто да изглумам. Подоцна почнав да одам по тие детски ревии што ги имаше, нели, да се пројави таа желба во мене. Сега со текот на годините како што растев, нели, прибирам да кажам некои дополнително работи како што поминуваат годините да уште повеќе да пројавувам желба. Така да ќе кажам дека има врска наметнување некој од родители, меѓутоа има и некој ген во себе кој што Така е. Сум сакала да го Или колку и искажам. да родителите некогаш дури и да буткаат со сила, ако не ти оди тоа, ако нема љубов, ако џабе. нема, да. Така е. Така да, онаа желба што сакам што имам во мене да се сликам и да го покажам тоа и да уживам во тоа, едноставно ми било некој знак дека треба да се бавам со тоа. Како што... Од колку години, значи буквално од детенца, од мала? Па да, Така. да. Така да сум имала паузи, па прекинувања, па повторно јавување на сцена, па
нели она одржување на телото, килажа горе, килажа доле, што е и Усебно нормално. во тие пубертетски Да. денови и слично. Меѓутоа, ете, сум нашла некој баланс да се изборам со тоа. Секако, нели, човек работи на себе секој ден и може секогаш повеќе. Меѓутоа, гледам секогаш да си бидам задоволна со себе, па да одам И уште секогаш погоре и погоре, да. така е. Роберт, како беше кај тебе? Слична Слич- некоја ситуација? Слично, моите се двајцата лекари. Татко ми гинеколог, мајка ми инфектолог. Дедото, бабата, значи тетки, сите се во повеќето во таа бранша. Нема кај да бегаш, тоа се вика. Да, али од друга страна име брат ми отиде економија. Мислам не сгреши супер си тера неговиот дел. Има инфлуенс, ама не е толку голем. Например, доколку имаше голем инфлуенс од дома, веројатно требаше да идам гинекологија ко татко ми. Не, ме прати, сеќавам после за време на факултет, последната година, иди Роберт да видиш што е хирургија, да идеш на травматологија, ортопедија, пластична хирургија, васкуларно, секаде идев по неколку недели да гледам операции, да видам што би ми се допаднало, бидејќи за време на студиите не знаеш што е што. Едно е точно сувопарното учење од сакаш, книга, така. е скроз различно од она што е во пракса. Едно со друго нема никаква врска. И видов дека ја сакам повеќе елективната хирургија, каде што нема да доаѓаат луѓе со проблем, односно со болест, каде што ќе доаѓаат луѓе за да го првично треба да го изберат докторот, треба да знаат дека се чувствуваат сигурни во неговите раце и одбрав ова естетска хирургија. На почетокот се разбира, кога бев на пластична и реконструктивна хирургија, 90% од времето работев, прво асистирав, па потоа ми дава моите ментори реконструктивна хирургија да работам. Сега не ја практикувам веќе подолго време и сигурен сум дека има многу подобри од мене што се сега моментално на специализација. Не збориме за специјалисти, туку веќе специализација што се многу рано, али кога нешто практикуваш, го работиш тоа, веројатно и подобро го знаеш. Сега сум насочен на естетската хирургија, последниве 8-9 години, така да тоа е нешто што го сакам и го работам. Така. Кои се вашите најголеми стравови кога станува збор за професијата што ја работите? А сигурна сум дека постои кај секој еден од нас, нели, стартувам и од себе. Кој е најголемиот страв конкретно при хирургија? Дали може би никаква, не дај Боже, грешка, дали незадоволен пациент, дали не дај Боже мони да се падне на сцена, мислам. Каде лежи стравот? Да не зборуваме секогаш само за убавите нешта нели на професијата, туку и на она што до никаде ве плаши. Ајде, Мони, види. Роберт сака да си даде време за мислење? Се шала. Стресот е присутен на секоја операција. Јас ќе играм на карта верувам. брзо мисли ќе играм. Како што еве спомна и ти, пред се, ете да кажеме, кога станува збор за писта, пред паѓањето да биде ајде, ако има паѓање на сцена, претходно се размислува на моментот дали ќе ми бидат удобни штиклите, дали ќе биде удобно пистата, дали ќе има дупка, дали ќе свиткам зглоб, дали може би ден пред нешто важно, дали е модна ревија, дали е избор, дали може би ќе си ја повредиш ногата, па нема да можеш на штикли да одиш, пошто сепак се работи за штикли од 15-20 сантима. Додека се представуваш сами од себе си за тоа што сакаш да се представиш во најубаво светло, дали ќе те понесе тремата, дали ќе се случи некој инцидент, значи сакаш да се таа трема, така. Постои да. Може би не би го рекла тоа како страв, класичен, меѓутоа онаа трема, мислам дека е и многу нормална и многу чувачка. По мое, доколку нема трема, јас некогаш ретко се случува, меѓутоа имам моменти каде што не осеќам трема и ќе си кажам ова не е добро. Тука ли си? Да, се случува многу ретко, меѓутоа нормално е да се случува таа трема и кога ми се случува баш неколку секунди пред да излезам и кога ќе излезам, толку, значи едноставно да, тоа е нешто кратко што трае и мислам дека е супер и треба секој да го има.
Така да, ајде да кажеме дека ете најголем страф е да не се повреди нога, да не се падне лошост, така да најбитно е да се представиш во некое најдобро светло што каде можеш, што на крајот ти ќе бидеш задоволен од сам себе. Тоа е најважно. Да. Добро, овде е малку покомплицирано и е малку покомплексно. И еве исто да напоменам некоја на пример доколку се работи ревија, сликање, избор, некогаш многу значи тоа што треба да го износиш, дали е некој модел да ти стои, дали ќе ми стои ова, дали ќе ме направат во косата, фризура, шминка, и тоа некогаш прави некоја дилема, некое така во себе да што е нормално на крајот на кришната сите сакаме на крај да имаме супер производ, да изгледаме добро. Тоа би го извела како најбитно, да кажем. Добро. Кај мене во глобала стресот е на поголемите операции. Предпоставувам. Каде што, да, не е стресот од како ќе излезе, што ќе излезе, него во тек на операцијата, може да има работи кои што не се планирани. Мислам, Така е, непредвидливо е, тоа е жив организам на кој што... Жив организам, така да тогаш е стресот. Се не можеме да кажеме дека секоја операција е, но стресот е оној кој се јавува непланирано во тек на операција, ако нешто не ти иде во моментот, а мора на крај да биде добро. Јасно. Проблемот со операциите што не зависи само од мене. Например, многу зависи и од постоперативната нега и од пациентот колку се пази сам себе. Може да направиш све во најдобар можен ред. Во најдобар можен ред, но доколку пациентот не ја зима терапијата, не ги почитува оние инструкции постоперативно, каде што се не алкохол, не цигари, не движење првите денови, се случуваат проблеми. Добро, тука веќе тоа не е твоја вина. Не може да бараш вина, но луѓето ако се осетат малце подобро, веднаш забораваат дека треба да се држат до одредени правила и прописи. До одредени правила и прописи, така да комплексно е, али стресот е присутен. Морам да кажам, јас знам дека и во двете професии, а и во мојата, значи јас сум пред екран, чекај да не кажеш ова, исто да не паднеш, да не знам што, шминката каква ти е, ова каква ти е, значи треба да се внимава на секој збор, иако пак ќе кажам конкретно сега повеќе во нашите ситуации, иако и во докторлукот е така, јас ја сакам спонтаноста кај докторите, онаа присност кон луѓето, оној начин на тоа како се убедувате, како се извршува сето тоа, значи и тоа има голема улога. Бидејќи двајцата на сосема различни начини сте споени со убавината, ме интересира ваше размислување за тоа што е убавината. Баш размислува вчера, пред снимањето денешно, што е всушност убавина? Дали постои некаква универзална, би рекла, не знам, изјава за тоа што значи убавината и како вие ја гледате убавината? Дали е тоа енергија, дали е тоа физикус, дали е тоа некаква ментална состојба на личноста, дали е... Како вие конкретно ја доживувате убавината? Би рекол дека е спој од се. Ако физички си убав, а зрачиш негативно и си, ајде да речеме, намортен, несреќен, не зрачиш доволно убаво. Така. И обратно, можеш да зрачиш многу позитивно, но ако не се одржуваш себе, не збориме естетски филери, ботокси, збориме здрава исхрана, збориме лајфстайл, спорт, убава шминка, едно со друго е врзано. Во просторијата зрачиш енергија кој ќе влезеш. А ако нема убава енергија, тогаш џабе е таа убавина. Инаку јас сум гледал за дефиниции, пошто сум имал такво прашање, некогаш одамна, нема конкретна дефиниција што е убавина. За секој е различно. Да, стварно, нема модел, еве да речат, ова е модел на убавина. Ова е убава жена, ова е убав маж. Луѓе, во очите, сите различно гледаме, некако многу е тоа интересно и многу е чудно. За некоја кој е по-буцкасто убаво, за некого е скини, слабо убаво, за некога кој е црна коса убаво, за некога кој е плава коса убаво. Мислам, сега зборувам се фатив за физикусот, меѓутоа истото станува и за внатрешните чувства кои што го негуваме. Во секој случај, да, не сретнав никаде универзална некаква изрека, не знам што, за тоа што е Па и абсурдно е да имаме еден модел на убаво нешто. При толку различен свет. Секој едно е во Африка, друго е во Азија, едно е во Европа. Секако.
Тоа е, мислам, број еден правило на човек дека секој си има своја убавина. Се сложувам со Роберт исто дека едноставно убавината е спој и надворешно и внатрешно и мора да се совпадне. Значи Едното со другото. со внатрешната енергија секако, нели, човек се гледа по внатрешните, нели, особини. Меѓутоа се сложувам дека е спој од надворешна и внатрешна убавина и секако ете, природниот изглед на човекот и онаа природна енергија која што ја дава, Која што си ја прави, носиш да. и која што ја даваш, така. Дали се размислувале што би биле доколку не сте ова што сте денес? Муни знам дека си ти дипломиран економист, дали би било нешто поврзано со економијата или пак нешто сосема трето, 15-то? Па, јас уствари имам завршено економија маркетинг, се бавам повремено и со тоа. Активно работев и до пред некое време исто конкретно со тоа. Да не ја водиш ти фирмата на мама Па и ја тато? превземам, полека ја превземам, Се свиѓа, да, Мики. така Чувај се. Имаш и тоа си солиден наследник. ја превземам, да, полецка. Што и многу ми се допаѓа за тоа што работам и од еднава страна и од другава страна. Да. Убаво е да се видат И од двете внатрешно и страни. од надворешно, да. Инаку што би била доколку не сум ова што сум денес, искрено како мала имав нели што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш. Да. Многу замисли, меѓутоа вака сега не сум размислила нешто сериозно. Изведував многу разни перформанси дома со пеење. Моите пејачка знаат или најубаво. актерка. Можда нека пејачка или актерка. Да, например, актерка исто многу поврзано со моделинг и со манекенство, така да можеби да размислам на нешто такво. Пеење сега не знам. Од моите блиски некои викаат сега да викаат, пеете тука. некои викаат дека убаво пеам, некои викаат не си Се прави шалам. филмови во глава, да, меѓутоа ете, да се насочам на тие некои полиња кај што има сепак мода внатре, сепак глума, доперна сепак точка има со модата. да. Добро. Роберт, си размислувал ли што доколку не би бил доктор? Ја многу сакав кога мал, сепак немам висина, сакав да бидам кошаркар. Значи, да би имал висина, секако би се насочил на спорт, пошто ден денес практикувам многу спорт. Кога би останал вака кога што сум, архитектура. Многу сакам архитектура и да, интериор дизајн. И мислам дека би бил со доста откачени идеи. Не би идело на дека мора да биде рустично или мора да биде модерно, туку све да биде измешано. Ден денес каде и да идам на мои убави патувања, збориме професионални, кај што има убави хотели, заедно со една моја колешка е Дани, да ја поздравам, идеме на убави хотели, сликаме, гледаме, интересно, знаеш. Ако има таква професија, ако постои за патување само, мислам. Таа не е. Тука сум и јас. Некој инфлуенсер за патување и само патување. Јас мислам дека некогаш сум толку обседната со патување во главата. Значи, ако може едно-два дена да бидам присутна од месецот тука, Се и другото надвор. нешто друго. Така, ама знаете како, за жал сега ќе кажам, јас многу ретко сакам да кажам дека Македонија и дека државава не ни ја бива, меѓутоа за жал, некако се повеќе сваќаме дека еве ние сме сите млади луѓе, нели, сакаме да излеземе, сакаме да прошетаме, сакаме да одиме некаде и слично. Немаме услови, нема каде, нема што да се прави. И затоа мислам дека патувањата се некаков излез од моменталната криза во која што се наоѓаме или сивило или како да го кажам тоа. Така да како личност која што секогаш излегувала во град, како ти исто и јас излагам. Мики, значи скроз е дали промена на генерации се, но денеска кога излегуваме навечер, луѓето некако се многу статични. Дали е ради тој телефон, ради тоа цело време некој седи, никој не игра, никој не ужива у музиката, еве ние сакаме јас и ти диџеј. Нема енергија. Значи, надвор малку да отидеме подалеку, кој што искрено бевме за околните земји, бевме ние пример пред 15-тина години за Белград и за Солун бевме пример за ноќен живот. Сега све е сменето. Сега има Косово одличен живот, Солун одличен ноќен живот, Белград. Често младите бегаат ќе одам на викенд до Белград. Мислам дека истите тие млади кои што се статични тука, дека кога ќе отидат на журка на друго место,
па поубаво си поминуваат некако. Си поминуваат поубаво, али... Не се статични толку. Добро, може би се нуди нешто друго, не знам. Викендов бев, тие 30% од масите беа од Скопје, повторно си седеа. Исто Така како Скопје. Така да не беа нешто Да, мислам дека до наша држава е нешто. Да, има некој длабок проблем, меѓутоа не сме ние тука да ги решаваме тие прашања, ние сме тука да уживаме и се разбира да дадеме некој убав ова нека биде некаква иницијална капсула дека треба нештата да се сменат во Скопје, луѓе. Не само во Скопје, претпоставувам во цела Македонија, да не изборувам после оној случај во Кучани, мислам дека тука веќе комплетно се затвори се. Ајде едно прашање кое што секогаш ми се наметнува исто, посебно кога станува збор за луѓе кои што имаат многу голема позадинска работа. Што повеќе ве исполнува процесот на работа, значи подготовката, Роберт, кај тебе, како тоа да се направи, како тоа треба да изгледа, разговорот со пациентот и така натаму, или сепак оној финален производ, продукт, слика, што и да е? Дефинитивно финалниот продукт и доколку ја видам насмевката кај пациентот, и дека е среќна и дека ќе даде некој комплимент дека е добро сработено тоа, тогаш онај финален продукт е оној што ме мотивира да продолжам со истото, да одам да се едуцирам и да се надградувам, за да може да придонесам во мојата работа да има посреќни пациенти, бидејќи во мојава работа се побрзо и побрзо иде напред. Да, новитети има постојано така и мора да се пратат тие новитети и луѓето веќе знаат што е добро, што е лошо. Порано било различно. Мисле дека ова е вака и нема друго. И дека мора да е тоа така. И мора да е тоа така. Не, сега ќе има алтернатива за се, што е убаво. Така, Моника, и тебе? Кога станува збор за процесот, искрено уживам кога, например, да кажеме, сега има средување кога е организирано све шминка, фризура, има организирање едноставно од наша страна. Кога треба да се средам сама, не го сакам толку тој процес. Уживам, нели, кога треба да одам на шминка, фризура. Меѓутоа, кога треба да изберам меѓу процес и финален производ, дефинитивно финален производ, бидејќи нели, и кога имаш шминка на тебе, а немаш фризура, нешто не ти штима, не е тоа. Кога ќе видиш финално како изгледа се, да, и ете, и кога ќе го облечеш моделот што треба да, значи буквално све финално, друго е задоволството и едноставно поубаво се осеќаш. Така да секогаш избирам финален продукт. Што правите, Роберт, конкретно во твојата ситуација? Што правиш кога ќе ти дојде пациент со нереални очекувања? А предпоставувам дека постојат такви пациенти. Без разлика за кој дел од телото или лицето да станува збор, едноставно се нереални очекувањата. Дали се нафаќаш воопшто на нешто или едноставно им викаш и бе вратата? Не, краток разговор е, не краток разговор, објаснувам дека едноставно тоа не би сакал да го работам, ако е нешто против она што мислам дека е во нормални рамки. Субав разговор, им кажувам дека едноставно може да видат на друго место, можеби таму ќе го направат тоа што они очекуваат, бидејќи едноставно и ние не треба да ги исполнуваме сите нивни желби, затоа што нивните желби многу често се инфлуенс од моментална ситуација во текот на животот, што не е реално со тоа што треба да биде. Така да доаѓаат не секогаш со мисла како што треба за нешто, можеби од домашни проблеми, можеби желба да се смени нешто. Јасно. Во тек на живот, така да треба ние докторите, не само јас, да поставиме некои граници. Се служувам апсолутно. Што е убаво, што не е убаво, докаде е доста, не треба да се гледаат пациентите, тоа секогаш сум го кажувал, за финансии. Не треба да се стаи повеќе за да се заработи повеќе, бидејќи едноставно секогаш реченица која што парите се хартија. Не можеш, има до одредено ниво до кога
ти ги задоволува потребите и не треба да бараш се повеќе и повеќе, а врз основа на тоа пациентот да не изгледа убаво. Тоа е наша подвижна реклама. Јас не треба да Тоа ставам. сакам да кажам, твоето име стои за тоа. Не треба да ставам секој ден Така? стори или да ставам не знам слика од мојата работа или видео. Ако денеска сум направил 30-тина, тие се денеска 30 подвижни реклами. Тие се многу повеќе, ќе видат по 4-5 луѓе денеска и ако им дадат комплимент, многу подобро е тоа него ли да ставам некоја слика каде што може некој да направи фотошоп и исто да стави подобра и подобро стори или да украде од некое друго место. Затоа многу јас не практикувам да ми се сеќаш и на постерам. почетокот кога го кажа тоа дека практикуваш индивидуален пристап затоа што не секој е ист. Јас и Мони на пример да дојдеме имаме комплетно различна физиономија, структура. И треба да си ја задржите, Така. не треба да личите една на друга и треба да се посвети докторот на да ги тие црти убави што ги имате, само да ги потенцира повеќе. Ништо друго, ништо да корекции некој посебно. Така. Повеќе инсистираш да речеме на превентивна естетика или сепак корекција кога ќе дојде време? Кај сега веќе е друго време, каде што доаѓаат од помали генерации и идеме превентива. За оние кои што немале можност, секако дека идеме на корекција. Збориме, доаѓаат луѓе кои што имаат 60 години. Пред 15-20 години кај нас многу малку се работело ова. И немало можност за превентива. А многу е полесно некој, ако почне, дали е машко, дали е женско, 25 години, 30 години и секоја година по нешто малку да прави. Не мора да не зборам филери, ботокс, биостимулации може да биде. Да има и разни негувања на кожата. Нега. Едноставно ако има нега превентивна на кожата, тогаш финалниот резултат е подолготраен и сите оние третмани кои што чинат повеќе остануваат за многу покасно. Мони, во твојата ситуација, а веројатно ќе важи и за Роберт прашање, сметате ли дека денешниот начин на живот, дека социјалните медиуми, вештачката интелигенција и што се не, имаат големо влијание на тоа дека се изобличи, односно се воспостави некаква погрешна слика за тоа што треба да представува убавината? Па, сметам да. Сите се окупирани и обседнати со тоа. Јас искрено по сама себе веќе не знам на интернетов што е вистинска слика, што е вештачка интелигенција. Служувам, некако се изгубија оние вистински вредности. Кога започна сето тоа, колку толку се приметуваше што е на вистина слика, што е AI, тоа што е нели нормално актуелно сега. Меѓутоа сега сама себе се прашувам дури дали ова е реално или не можам да направам веќе разлика. Сметам дека треба човекот да се држи до своите нели пак природни енергии како што зборавме, меѓутоа за жал мислам дека не води светот кон тоа и дека се повеќе и повеќе треба да се навикнуваме кон тој начин на живот. Во однос на Мене ме нервира конкретно, извини што ќе ти се уфрлам, униформираноста. Значи никако се е исто, да. Униформираноста кај посебно кај жените е видлива некако како јајце на јајце личат што пред се тоа кога можеш да бидеш посебна и своја. Трендови, менување на личниот опис, јас секогаш стојам за тоа дека сум за естетски корекции, меѓутоа во своји граници и во своја убавина да се задржи тоа. Кога ќе видам дека 5 девојки од 5 личат една на друга и дека сите го прават комплетно истото, модни трендови плюс вештачки интелигенции, сите ист тренд на слики да кажеме, со филтри, со се што сепак ќе кажам, и филтер на слика е окей додека личи на додека не е изоплачено. На твојот лик, да. Доколку се менува се тоа едноставно ми е надворот тие граници. Јас, например, сум имала моменти каде што фотографи
едитирале слики, ставале фотошоп, ќе се видам, си викам, добро луѓе, не личам на себе. Ќе си кажам, мене ми е глупаво едноставно да ставам таква слика, луѓе што не ме познаваат, да ме видат на социјални мрежи во некое друго издание и кога ќе ме запознаат, не се исти. Тоа никогаш не сум можела да го замислам и никогаш не сум можела да го разберам кај девојкиве поготово што го прават, заради тоа што едноставно таков си каков што си, додади ако сакаш малце филтер, меѓутоа остани со ликот кој што навистина си. Така да за жал ќе мора да се навикнеме на тој свет. Не знам до каде и колку ќе тера ова, да. Така е. Она што гледам ми се допадна сега во конкретно во естетската хирургија, ако било модерно или напумпани усни, напумпани јаболкници и така, сега некако се да ги враќа, се враќа во нормалниот изглед. Фала Богу. Да, фала Богу, и јас тоа кажувам. Фала Богу. Што поприодно, толку подобро. Апсолутно. Но пак не можам да ги сватам тие филтри. Едноставно сум многу против тоа. Едитирање на блиски мои што ставаат, да не кажувам кој, секогаш им пишувам на сликата доздола. Многу си ја изфилтрирал. Не треба ич да биде. Така. Не треба ич затоа што во тој момент не си ти тоа. Не може да бидеш среќен со тоа што ти не си. Зошто би оставил таа слика ако јас не изгледам навистина така? Така, се служи. Јас секогаш или вика... се тенчат, нешто се слабеат, или да, се... оди и спортот. Едноставно не личи на себе. Јас, например, највеќе едитирање на слики користам од самиот телефон, она бои што се... Да, јасно, да оживнеш сликата, други бои. Излегло жени сме, излегло некоја бобуличка на лице, тргни тоа, меѓутоа такви изобличувања кај што стварно се гледа дека не си ти тоа. Не изгледа убаво. Не. Дури имавме едно многу интересно мислење сега пред да почне изборов. Ги гледаме сликиве од девојкиве и сега тоа што баш што го зборавме, личат една на друга со естетски корекции што не се во нормални граници. И дури ако мене ме прашува некој, јас би направила избор за убавина, каде што окей, естетска некоја мини корекција, меѓутоа се што е над граници да нема ни дозвола да присуствува. Затоа што нели избор за убавина е нешто што го носиш само од себе, природна убавина, треба да се покаже, затоа што секој може да се направи нели убав и меѓутоа еве и за шминка, колку може да те направи убав, толку може и да те огрди, да. Точно, така да секогаш во се треба да си има баланс. Да, еве на пример и за шминката пред малку што разговаравме за некој страв. Одиш негде, договорена ти е шминка, меѓутоа секогаш носам бекап во мене. Дали нешто ќе испадне, како ќе испадне. Па дали ќе се поправам сама. Мавтаат од камери, така, добро, морам да привршувам. Последното прашање. Фидбекот. Значи, кој е фидбекот од тоа што сте и од тоа што го работите? Кратко. Предност кој? Ајде една предност за крај. Фидбек, предност од тоа што го работам. Значи, јас сакам својата работа. Јас сакам својата работа, насмевките нивни. Тоа е најубавиот фидбек, кој ќе завршам, иако уморен нормално завршувам вечерта. Како и секоја друга работа, може еден да ти го направи денот најлош, за другите 30 што биле насмеани. Така. Секогаш кога се работи со луѓе, без разлика која професија, е исто. Но мислам дека пак би одбрал оваа професија и дека тој фидбек што ми го дава мојата работа е она што ме движи. Супер. Мони? Па како единствен и најглавен фидбек ќе го одберам задоволството од самиот себе и секако задоволството, она убавината, среќата која ќе си легнеш навечер пред спиење, што осеќаш дека си задоволен од самиот себе и нормално да ги осеќаш тие пеперутки во стомак и возбуда што и да правиш. И секако како еден мотивација од самиот себе дека секогаш можеш повеќе. Не си секогаш најдобриот, секогаш има подобри од тебе, меѓутоа мотив за да се бориш и да едноставно бидеш секогаш подобра верзија од тебе, така да дефинитивно задоволството што и внатрешниот мир, и внатрешниот мир. Ви благодарам многу уште еднаш што бевте гости во Фидбек. Мојот фидбек сте вие. Фала многу, благодарам на убавата, на поканата и на убавата емисија која што ја направи.
Се надевам Супер. дека истото и Секако, мој Јас си да. поминав прекрасно, вака ми летна времето, меѓутоа секогаш е така с убави гости. Овде ви кажуваме чао, имајте прекрасна саботна вечер. Се гледаме, се разбира, следната сабота во 19:30. Здраво.